Претходниот билатерален спор со Грција, кој долго време не држеше надвор од процесот во некоја замрзната позиција. Сега од 2020 година практично, од 2022 година со Бугарија, билатералните спорови не се единствени и исклучува само да ние ги имаме со соседи или со било кој. Има такви и други, имало предходно, да не го спомнувам билатералниот спор промеѓу Словенија, Хрватска или некои други предходно, во предходните таласи на проширување. Прашањето е зошто билатералниот спор или билатералните прашања стануваат дел од пристапниот процес, односно пристапните преговори. Тие се дел од процесот за стабилизација и асоциација, секогаш биле, бидејќи еден од критериумите за секоја земја која што аспирира да стане членка на Европската унија, основно правило е дека мора да одржува добрососедски односи и да гради добрососедски односи со сите соседи, независно од тоа дали се тие членки или не се членки на Европската унија. Ние секогаш сме предначеле во нашиот однос кон соседите и не сме имале никаков сериозен проблем, освен прашањето со името со Грција, кое што велам не блокираше многу долг временски период и ни го замрзна целиот процес. И сега со Бугарија, со тоа што овој проблем кој го имаме со Бугарија, имаме проблем, тоа не можеме да го порекнеме, од билатерален преку несреќениот протокол 2, преточен во заклучоците на Советот на Европската унија, станува составен дел и стана составен дел на преговарачката рамка, односно на ЕУ, општата или генералната позиција за преговори, заедно со преговарачката рамка, и тоа веќе е сериозен проблем, бидејќи билатерално прашање станува дел од процесот на пристапни преговори, што